Зградата на Собранието е една од историски најзначајните архитектонски дела во нашата земја. И не само што служи како дом на нашите пратеници, туку представува и символ на нашите демократски вредности и историја. Во оваа презентација ќе патуваме низ нејзината доградба и адаптација и ќе се восхитуваме на неговиот прекрасен внатрешен дизајн. Без разлика дали во фокусот ќе ги ставите неговите историски моменти, самата градба или неговите модерни функции, Собранието има уникатно место во наследството на нашата земја. Собранието во периодот од 2010 до 2016 година го реализираше проектот за доградба, адаптација и зајакнување на објектот на Собранието, со цел да обезбеди дополнителни простории за пратениците, кои дотогаш се соочуваа со недостаток на канцелари. Во истиот проект се наметна и потребата да биде изградена нова и голема сала која ќе служи за одржување на приеми, посебни настани и меѓународни конференции. Доградбата представува нов објект што се наоѓа непосредно до салата Борис Трајковски на 5 нивоа, приземје и 4 ката. На приземјето и 3 ката изведени се 24 работни простори на површина од 1109,51 метар квадратен, како и лифт и складни простори и 2 моста со врски со сите катови на постојниот објект. На најгорниот кат од доградбата изведена е повеќе наменска сала под големата купола голема сала. Салата е покриена со полукружна стаклена купола во висина од 10,13 метри и диаметар од 32,78 метри. Вкупната висина на големата сала е 13,7 метри. Со архитектот Вангел Божиновски, главен проектант на ентериерот, заедно прошетавме по големата сала, каде одблиску ме запозна за деталите кои ја карактеризираат. Вели дека се водел од препораките на Светскиот сојуз на архитекти, при што на архитектите од цел свет им се препорачува да градат задолжително во рамки на својата традиција и да ја почитуваат. Во духот на традицијата се изведени двете куки кои во внатрешноста имаат 9 кабини за симултан превод и кабина за техника. Распоредени на 2 нивоа во 2 засебни објекта, 2 традиционални куки од приземје со површина од 101,40 метри квадратни. Мислам дека со овој проект во кој е покажан битот и суштината на оваа култура, изразена преку архитектура. Вие забележувате дека ние фактички сега се наоѓаме во наше мало на сокакот. И ова е представен еден сокак. На тој сокак влезот во кабините за преведувачите е фактички влез во наше мало, во портата, во куќата кај што си. Значи, сите тие елементи што сум ги живеел и што се дел од мене, тука се одзрачени и лично сметам дека оваа вредност добро е да се апострофира не заради друго, туку може, доколку вака се зборува не само за овој објект, затоа што во Македонија има многу вредни објекти. За секој таков објект, природно, треба да се оддаде признание. На тој начин ние ќе сватиме дека овој простор не е последната дупка на Европа, како што ние препишавме од тие старите учебници овде, и тоа најмногу за Македонија има пишувано луѓе кои никогаш не биле овде. И ние врз основа на тоа го прераскажуваме и ги оставаме во главата на децата што се во школа и тие ја терат таа инерција. Не, овде станува збор за вредности кои можат апсолутно паралелно да се носат со вредности и овој објект, сметам како купола, е придонес во рамките на историјата на куполи кои. Внимавајте вака. Ако гледате историја на куполи во светот, вие ќе дојдете овде. Затоа што
Во учебниците ќе сретнете дека Филипе Брунелески направил купола или дека Пантеонот во Рим направиле купола. Тие се неколку класи по-невешти куполи од куполите на овие простори. Значи, вештината на правење куполи овде сметам дека се уште одржува висок ранг и квалитет и затоа сметам дека ова е добар придонес кон таа тема. Големата сала има предпристапен хол, поврзана преку 3 влеза со пропратни функции, гардероба, санитарија и бифе. Таа е повеќе наменска и нејзината мултифункционалност обезбедува одржување на меѓународни конференции за 204 учесници со работно председателство. Салата може да се користи како свечена сала за прием, при што може да собере до 400 гости. На акустиката се внимавало многу. Дури и резбите на масите и на дрвените декоративни ѕидови играат важна улога во акустиката. Проблемот со плитките куполи, ова е калота, е генерално проблемот со акустика, доколку вие сметате дека тој простор што го надкривате треба да послужи за функција говорење, разбирање меѓу себе, концерт и така натаму. Реверберацијата која се јавува во овакви плитки куполи е катастрофално лоша. И тука мора да биде третирана на определен начин за да може да заврши работа, инаку ова без тоа не би било каква сакате електроника да донесете, нема да функционира. И во таа смисла, јас уште во првичниот проект предвидов дека тука треба да има обесени дифузори за одекот од куполата и подот да биде растурен, за да не може да се појави реверберација. И јас предвидов, тука има некаде околу 16, точно 16 има, да ги наречеме осветлителни тела, а не се, затоа што внатре нема никаква сјалица. Туку треба да видат акустични дифузори. Сега во тоа време тој проблем, доколку се разбереше малку порано, можда ќе бевме и нешто поефикасни со завршетокот. Но добро е се разбра, бидејќи конечно кога градежно го завршивме објектот, сите се уверивме колку време се повторува истиот звук внатре во просторијата и тогаш ангажиравме инженер, професор, кој таа работа може да ја заврши. Тој е професор Страхиња Трпевски, кој е врвен стручњак за таа работа и тој беше задоволен од моето архитектонско решение, затоа што и тој призна дека без тоа не може да се реши проблемот. И потоа, како проект, предвиде се што треба ентериерот да го доживее како прилагодба, да го направиме, за да може овде да се добие краен резултат кој спаѓа во рамките на добра акустика. Излезе дека е одлична акустиката после мерењата и тоа е еден од многуте елементи со кои ние се гордееме. Сега е една важна работа. Тоа растурање на звук во куполи од ваков вид не е некоја нова работа која јас не сум ја видел кај моите претходници во светот и добро е што тој што го има тоа направено, да воопшто не е архитект, тука е познат скулптор и сликар, се вика Александар Калдер. Но, кај него, таа работа беше произведена со едни убаво дотерани лебдечки скулптури, кои ја врша истата функција. Јас направив подобро решение. Овде е вграден еден редок кристал, кој освен во Македонија, едва и дека ќе го најдете барем на уште едно или две места во светот, и тоа со послаб квалитет, тоа е познатиот лорандит. Лорандидот е кристал кој има необична
кристална структура, различна од сите кристали, и неговата симетрија е диагонална, но обратна. Не треба сега тоа да го објаснувам, доволно е на интернет да го видите тоа. Тоа е подлога за целата стелт технологија на воените бомбардери и ловци што ги прават американците. Тој има преку 4000 лорандити овде, значи се што произвела Македонија како природа и како сопствен производ на населението кое живеело овде, е вградено во овој простор и тој простор само ја одзрачува вредноста на македонската цивилизација. Со почетокот на пандемијата COVID, големата сала Купола беше единствената сала која беше во можност да се приспособи за работа согласно тогашните COVID протоколи. Големата сала е издвоена во кружна форма, со диаметар од 27 метри и работна површина од 510,86 метри квадратни. Вкупната површина на салата под куполата изнесува 693,68 метри квадратни. Во салата е инсталирана комплетна аудио и видео опрема. Архитектот Вангел Божиновски изразува благодарност за соработката на занетскиот погон на градежната компанија Бетон, на инженер Георги Христовски од фирмата Мултимедија, на професор Страхиња Трпевски и талентираната колешка Драгана Матова, како и на множество работници и соработници кои со љубов ја градеа златната сала. Вели, работата е начинот по кој љубовта станува видлива.